Одбележувањето на 90 годишнината од раѓањето на Стефан Маневски, еден од најинвентивните македонски скулптори, чие творештво е особено важно за еволуцијата на македонската скулптура, е во сообразност со задачата на Националната галерија да ги чува и презентира најсеопфатно можно достигнувањата на најзначајните македонски уметници, земејќи ја предвид улогата што ја имале во создавањето и трасирањето на тековите на македонската модерна и современа уметност. Одбележуваме со оваа изложба 90 години од раѓањето на големиот мајстор на скулптурата Стефан Маневски. Тој е всушност, како и сите од неговата генерација, има завршено ликовна академија надвор од Македонија, бидејќи тоа време се уште немало. Тој дипломирал и потоцна магистрирал во Белград за понатаму неговиот целтворечки и животен пат да го помине во Скопје. Меѓу другото, тој бил и еден од професорите и декан извесен период на Ликовната академија во Скопје, со што всушност неговото одбележување не се базира единствено на неговата творечка дејност, туку и неговата педагошка дејност. На отварањето беа присутни и огромен број на негови поранешни студенти кои што сега се професори на Ликовната академија и тоа беше навистина едно прекрасно чувство. Стефан Маневски е еден од најзначајните македонски скулптори, кои што со својот израз, почнувајќи од 60-тите, 70-тите, 80-тите години, внел многу новини во македонската уметност, всушност, иако неизвесен начин во неговите дела можат да се препознаат некои традиционални македонски вредности, но тој сосема кореспондира со европскиот скулпторски и уметнички израз во децениите во кои што твори, така можеме да забележиме на оваа изложба која што се состои од 100 дела, поточно 98 дела плюс миниатури, може да се забележи неговиот развој кој што започнува од керамика и метал со тотемски форми, понатаму сериозно го развива неговиот ракопис во скулптурата со информалистички предзнак, за понатаму да продолжи во крајот на 70-тите години, почетокот на 80-тите, со израз кој што е поминималистички и кој што допира до оној правец во уметноста кој што се нарекува поп-арт и оп-арт. И се надевам дека во оваа изложба навистина успеавме да представиме еден интегрален пресек на твориштвото на Стефан Маневски, кој што паралелно, освен скулптурата, го негува и цртежот и графиката, и хронолошки. Исто така, навистина, иако е импозантен, но и сепак комплициран малку просторот во од Пашиниот тамам, сепак успеавме да го доловиме неговиот авторски израз хронолошки и по одредени творечки фази. Местото што го зазема Стефан Маневски во македонската историја на уметноста се должи на неговиот исклучително индивидуален, автентичен и рафиниран однос кон скулптурскиот израз, кој следи една логична и нагорна развојна линија, особено нагласена во неговата продлабочена визија за трансформација на металот, материјал што за него нуди бескрајни експериментални можности, низ кои ги преточува повеќе слојните естетски, екзистенцијални доживувања на современиот свет. Можеби скулптурите заради самиот начин на изработка и времето кое што е потребно да се изработи одредена скулптура, можеби процентуално имаат малку помалку творби од сликарите, меѓутоа кај Стефан Маневски тоа и не е таков случај. Навистина човекот бил посветен и навистина зад себе оставил премногу дела и ние
како и со сека изложба, се соочуваме со сладки маки да направиме селекција која што навистина ќе го представи авторот во вистинско светло и ќе биде представено она што е најдобро. Кураторката Маја Чанкуловска-Михајловска истакнува дека јубилејната изложба по повод 90 години од раѓањето на Стефан Маневски се реализира точно 26 години од неговото последно самостојно представување. Сметаме дека овој вид интегрални представувања на творештвото на значајните македонски автори и нивното место во историјата на македонската ликовна уметност се само една можност за потсетување и одново запознавање, како и можност за запознавање на следните генерации со врвните естетски досрени на еден народ. Се разбира, вели таа, кон ваквите презентации со својот историски и едукативен пристап, гледаме како на уште еден поттик кон идни истражувања на одредени творештва или творички фази.